Кога станува збор за моето време, тоа не значи дека и ова време не е мое, но сепак јас би се определил за моето време од тие така наречени мои најубави години од естрадниот, музичкиот живот. А според мене сепак сметам дека тоа беше естраден и музички живот вистина на сите времења најдобар. Зошто? Еве, јас започнав како млад музичар или пеач во Валандово. Таму сум роден и уште таму во средношколските денови оформив таква музичка група што успеа да достигне еден републички резултат. Тоа е групата Златни стени. Поточно зборувам за периодот од 60-та и 65-та година натаму до кај 70-та година. Тоа беше времето на гитаријадите низ Македонија, кај што се надпреваруваа многу музички групи, со многу ентузијазам, со еден жар, со една еуфорија, што Бога ми е единствена која го карактеризира тоа мое време. Во светски рамки исто така се случуваа такви музички или естрадни активности што и ден денес представуваат една големина. Да речеме, во моето време се појави Битлси, група Битлси, се појави Елвис Присли и да речеме Ролинг Стоунс и други Би Джис. Потсетам на светскиот крал на рок музиката во нашето време, во моето време. Елвис Присли. It's now or never, can't hold in time. Kiss me, my darling, be my tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never, my life or death. It's now or never, my life to trade. Би сакал да споменам и тоа дека во времето од 60-тите до 80-тите години, од тие 20 години, светската музичка дејност, во општа смисла, значи, во светската естрадна музичка дејност, дури и во класичната музика, го доживеа својот врв, својата кулминација. Сметам дека во тоа време не само естрадата, не само рок музиката, не само поп, туку и Бах, Бетовен и Моцарт ја доживеа својата кулминација како славни личности. Затоа што тоа време беше тоа време. Тоа е, мислам, неповторливо. Сега се доживува нешто такво, но со многу ретки такви состојби, со една помнитава атмосфера и без таков жар. Значи, тоа беше времето кога нашата музика ја доживеа општо историјската кулминација. Тоа се уметници кои што успеа да направат една најголема естрадна и музичка еуфорија воопшто во музичката историја досега, воопшто во светски рамки зборам. Така да тоа беше еден белег на тоа време. Моето време го одбележаа и два многу интересни ритми. Твист аген и боса нова. Посебно за боса нова би сакал да кажам. Според мене, боса нова е ритам, музички ритам зборам, кој што представува врв на све што се направило во ритмичка смисла во светски рамки. Боса нова кога се појави, дури ден денес постои, ама многу народот не знае што е тоа, да речеме боса нова. Боса нова представува најголем предизвик за еден музичар, најдобар ритам за импровизација, најмокен ритам. Еве еден инсерт. Милиони импровизации и действија на ритам. А за Твист аген, што би кажал? Твист аген стана еуфорија, полуде светот, полуде младината, ова женски, машки, сите се кршеа на еден специфичен начин.
и ден денес се гледа твист аген, оно е движење нозе, лево, десно, натаму, навода. О, твист аген, игра супернова, во ритмот на твист аген, све се врти се. Твист аген, тука правило нема, со скокање, рипање, сите срекни сме. А сега старо, младо, сите нозе вртете, во силен ритам тело кршете. Твист аген, игра супернова. И така натака. После тоа, да речеме, од период, од времето во Валандово и моите почетоци како музичар, јас дојдов во Скопје. И тука започнав една сосема нова кариера. И почнав да настапувам на скоро сите тие најубавите скопски фестивали на забавна музика. Тоа е негде од 70 година, па понатаму додека траеше Скопскиот фестивал. Тоа исто беше едно многу специфично време. Се сеќавам, интересно е дека јас, еве сега можеби не представам некоја категорија на многу возрастен човек, но сепак во себе носам една многу богата историја музичка и се сеќавам, да речеме, од тоа време на моите контакти или музички настапи заедно со најголемите легенди, еве да речеме, на македонската забавна или народна естрада, зашто јас секој сум се бавил и со забавна музика и со фолк музика. Да речеме, ќе ги споменам моите контакти со еден Никола Бадев, со Васка Илиева, со Сариевски, со Кирил Манчевски, со Шпато, со Џамбас. Џамбас за среќа и денес со него сме во контакт. И со други такви легендарни, мислам, личности кои што го бележеле и тогашното мое време. Можам и да ве потсетам на некои од композициите во тоа време, да речем, во моето време. Тогаш беа актуелни, нели, скопските фестивали. Еве ќе презентирам така кратко една од моите композиции што беше изведена на Скопски фестивал. До твојот сладок сон, ти в кој јас доаѓам, ти пејам песна што те буди и кога сама си в ноќите тажна, јас чекам тебе пак да те имам. Но зашто ти на друг љубов му даде и зашто морав со друг да те гледам. И така натаму. Добро, можам и нешто друго да речеме. Еве, ќе ве потсетам на песната што јас ја изведов на Скопски фестивал со Марина Фухарица. Спомни си бели снегови, пролет крај речни брегови, високо небо спомна на воле, преградка моја ти цвет. Високо небо гулаби воле, преградка моја ти цвет. Помина време на пролета, некогаш само в песните тивко ќе долета. И така натака. Треба да ве потсетам, можеби, и на песните од некои други автори што го одбележаа тоа време. Еве да речеме композицијата Чија си. Таа се пееше баш во моето време, се изведуваше на фестивалот Скопски. Како беше? Не се сеќавам баш на текстовите сега веќе, но сепак нешто ќе испеам. Има еден дом сред жолто лисие, стајне тој во сите мисли. Покрив тој е твој и кошмар тој е мој, редок миг пред кукен прак, скриен поглед толку драг, копој. Што би сакал да ви кажам за оваа песна? Јас со оваа песна се јавив на аудиција во Радио Скопје
И на аудицијата беше присутен Масевски Димитар и Сашка Петковска. Тие беа, Сашка беше малку пред мене. И шо испев јас што испев, Масевски станува, ја не знаев кој е тој Масевски конкретно да речеме, станува и ми вели, вика еден таму, и кога гледам го вика Славе. Славе, дојди да видиш како се пее чија си. И тоа остане еден многу интересен момент. Значи, беше Масевски воодушевен од моето изведување на оваа композиција и така јас бев примен. А во еден друг момент, да речеме, приоѓа Џоко Георгиев, ја и не знаев и за Џоко, што се случува, тоа беше една голема личност, ама за мене, да речеме, не беше тоа. Ја не се сеќав точно кои се они, ја бев многу млад. И доаѓа Џоко кон продукцијата за снимање песни, старата продукција, и го слушам зборува. Славе, Масе, абе, кој е тој Узунов? Кој е тој Узунов? Абе, тоа опасна работа, шо е оваа работа, како глас е тоа прави? Ја го слушам како прилеги и ме бара некаде мене да ме најде и така натаму. Значи, така беа едни чудни доживувања кои што вистина го одбележуваа моменти од моето време. Би сакал да ви споменам доживување од огромниот број турнеи што јас сум ги направил по светот, кај што живеат наши македонци. Да речеме по Америка, по Канада, по Австралија, Германија, Шведска и така натаму, во Бугарија. Во тоа време се доживуваше со неверојатни емоции моите гостувања, со еуфории, со големи успеси, со страотни аплаузи, со пречекување, со гозби, со голема чест према мене како пеач. Да речеме, тогаш народот поинаку ги доживуваше, не доживуваше нас пеачите, на еден подруг начин. Пеачот во тоа време беше страотна голема личност, што можеби сега не се чувствува веќе така во таа смисла. Моето време го карактеризираше еден многу интересен момент со Скопското корзо. Тоа беше еден чуден амбиент што сега веќе не се случува. А тоа беше едно такво движење што таму околу баш таа Ристичева палата, таму во тој простор некаде се правише еден голем круг на шетачи, да речеме, во два правци. Еден правец водеше обратно, спротивно од другиот правец. А на поедини места беа познати друштва и тука имаше меркање, меркање кој ке шушка по една девојка што си ја мерка, или ќе се запознаваме со друга и така натаму. Тоа беше еден многу богат и интересен живот, да речеме, што ми оставало печаток. Тоа се носеше, да речеме, се носило секогаш нијанси на облека што и денес нема ќе се провлече, да речеме, како мода. Но мене ми оставаше еден печаток во еден момент кога машките за прв пат почнаа да носат чевли со високи штикли. Тоа беше многу интересно нешто, така да јас како пеач во тоа време, афирмиран македонски пеач, требаше да бидам во тренд. И облеков, јас земав чевли со големи штикли, тоа бајаги големи, како и женските што носат штикли, такви размери. И меѓу другото беше интересно да машките во многу наврати, правејќи се фраери дека имаме штикли, многу пати ногата ни се префрлуваше и значи бевме смешни во движење, а мене тоа еднаш ми се случи и на концерт, дури беше доста така смешно. Во главно, може моето време да го искарактеризирам така да речем со неколку зборови. Тоа беше време на музика, на вистинска љубов мислам, и на вистинскиот живот. Сега веќе не е тоа. Ние сме два света, ние сме на вистина да света каде две планети, што нема ниту еднаш да се сретнат кај мене земјава, а ти си ладна ко мраз и змрзнувам јас. Да, така е, вечно ке се вртиме круг. Можам јас